Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, ако имате Библија со себе, отворете ја кај Евангелие според Матеј, глава 20, стих 24. Станува збор за многу важен дел од ова Евангелие, бидејќи тука читаме за настаните кои се случија пред Исус да влезе во Ерусалим, каде беше распнат на крстот. На патот кон Ерусалим, Исус ја кажа и параболата за работниците на лозјето. За неа размислувавме во претходната епизода. Но, во денешното проучување, ќе го читаме и проучуваме текстот во кој е запишано влегувањето на Господ Исус во Ерусалим и делот на станите кои беа поврзани со таа случка. Патем, кога Господ Исус и апостолите тргнаа кон Ерусалим, тој во неколку наврати им кажа дека кога ќе стигнат во градот, ќе биде предаден во рацете на старешините и водачите, и тие ќе го предадат на смрт. Во меѓувреме, мајката на Јаков и Јован му пристапи и побара од него да им дозволи на нејзините синови да седнат од неговата лева и десна страна, откако тој ќе го воспостави царството. Се до овој момент, крстот и страдањето на некој начин не се вклопуваа во нивните планови и очекувања за победата на Месијата. Тие веруваа дека Исус е Месијата и дека ќе седне на престолот, но немаа представа што тоа значи од перспектива на Божите планови. За жал, таквиот начин на размислување, односно желбата за престол без крст, е присутен и помеѓу некои христијани и денес. Но христијанскиот пат е патот на крстот. Една стара, духовна, христијанска химна вели дека освен крстот, нема друг начин на кој можеме да дојдеме до спасението. Иако оваа изјава е едноставна, сепак открива многу длабока вистина. Патем, Господ Исус не ја укори мајката на Јаков и Јован, но и кажа дека не му е дадено да одлучи кој ќе седи од неговата лева и десна страна, туку дека тие места се за оние на кои небесниот татко ќе им ги даде. До ден денешен, ние не можеме да знаеме за кого се резервирани тие места. Дали за некој од големите така наречени великани од библиската или црковната историја, или пак можеби за некој верник кој е денес жив и верно му служи на Господа. Наше е да бидеме верни во контекстот и околностите во кои Бог не поставил, а не да се трудиме се со цел да ни биде дадена одредена позиција. Главниот фокус на верникот не треба да е позицијата, туку службата за неговиот спасител. Време е да продолжиме со читање на Евангелието според Матеј. Забележете што пишува во стих 24. Ова се однесува на реакцијата на останатите апостоли. И 10, штом го чуја тоа, негодуваа против двајцата браќа. Знаете зошто негодуваа против браќата? Бидејќи и тие ги сакаа почесните места кои ги побара мајка им. Стихови 25 до 27. Но Исус ги повика и им рече: знаете дека кнезовите народни владеат над народите и управниците господарат над нив. Меѓу вас пак нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви служи. Ова е несекојдневен стандард и мерило за големина помеѓу луѓето. И овој принцип треба да им биде јасен како ден на оние кои се вклучени во христијанска служба. Како што спомнав претходно, главниот интерес на верникот не треба да биде неговата лична големина или позиција, туку тој треба во се што прави да се осигура дека ќе ја објавува и прославува Господовата големина. Не само тоа, туку оние кои се водат според овој стандард за големина, не се обидуваат да газат врз другите се со цел да постигнат нешто за себе. Господ Исус јасно кажува дека големи се оние кои се понизуваат, а не оние кои ги понижуваат или угнетуваат другите. Големи се оние кои ги почитуваат другите, а не оние кои ги гледаат како конкуренција. Во стих 28 ја читаме и петата најава за Исусовата смрт. Како што и синот човечки не дојде да му служат,
туку дојде да послужи и да го даде животот свој за откуп на мнозина. Ве охрабрувам да го научите овој стих напамет. Секој христијанин треба да го знае да го цитира ова во било кое време, бидејќи овие зборови се суштината на христијанската вера. Господ Исус дојде за да ни служи и тоа го стори преку неговата смрт на крстот. Стих 29. И кога излегуваше од Ерихон, по него врвеше многу народ. Господ Исус всушност тргна кон Ерусалим, знаејќи дека таму ќе биде предаден во рацете на религиозните водачи, потоа и во рацете на римјаните кои ќе го распнат на крст. Тој го стори сето тоа поради мене и тебе, поради нашите гревови, поради кои заслужуваме вечна смрт. А сепак, тој го даде својот живот за да ја плати казната за гревот и секој кој верува во него да има вечен живот. Продолжуваме со читање, стих 30. И ете, двајца слепи, седнати покрај патот, штом чуја дека Исус минува, извикаа и рекоа: смилувај ни се, Господи, сине Давидов. Морам да кажам дека навистина ми се интересни овие двајца слепи луѓе. Едноставно не можеа да ги замолчат. Стих 31. А народот им заповеда да молчат, но тие уште посилно викаа и велеа: смилувај ни се, Господи, сине Давидов. Кратка молитва, но искажана со вера. Овие двајца луѓе седеа крај патот и повикаа кон Господ Исус. Сакам да знаете дека каде и да се наоѓате моментално, вие можете да повикате кон него и да побарате да ви се смилува. Може би седите дома или пак во вашиот автомобил. На Бог тоа не му прави никаква разлика. На него не му е важно каде се наоѓате, туку дали искрено го барате. Двајцата слепи луѓе за кои читаме во овие стихови веруваа дека тој е милостив, дека може да им помогне и затоа повикаа кон него. Стихови 32 и 33. Исус застана, ги повика и рече: што сакате да сторам за вас? Тие му одговорија: да ни се отворат очите наши. И покрај тоа што нивниот проблем беше очигледен, сепак Господ Исус ги прашува што сакаат да стори за нив. Нашиот проблем денес најчесто е малку поинаков и се однесува на нашето духовно слепило. Ние денес треба да дојдеме пред Господ Исус и да побараме по неговата милост, да ни даде духовно да прогледаме, за да ја сватиме нашата грешност и потреба од неговото спасение. Секој кој доаѓа пред Господ со самопофалба, нема да добие милост, простување или спасение. Во нас нема добро со кое можеме да се пофалиме пред Господ. Да, вистина е дека правиме добри дела, но тоа не е доволно за да можеме да кажеме дека сме ја заслужиле неговата благонаклоност. Господ при себе ги прима само оние кои признаваат дека имаат потреба, исто како овие двајца слепи луѓе за кои предмалку читавме. Кога доаѓаме пред него, не треба да дојдеме со зборовите: види колку сум добар и колку сум примерен, туку со зборовите: Боже, смилувај ми се. Нивниот проблем беше слепилото, а нивното барање многу едноставно. Тие сакаа да прогледаат. Стих 34. И Исус се смилува и се допре до нивните очи, и веднаш им прогледаа очите нивни, и тие тргнаа по него. Како знак на благодарност, оние кои беа слепи тргнаа по Господ Исус и станаа негови следбеници. Во глава 21 Исус официјално влегува во Ерусалим. Тука ни е запишан и моментот кога го чисти храмот, а и моментот кога ја проколна бесплодната смоква. Провокациите и искушенијата од религиозните водачи продолжуваат и во оваа глава. Да почнеме со читање на текстот. Стихови 1 до 3. А кога наближија до Ерусалим и дојдоа до Витфагија, кај Маслиновата гора, Исус испрати двајца ученици и им рече: отидете во селоно, што е наспроти вас, и веднаш ќе најдете врзана магарица и младо магаре со неа. Одврзете ги и донесете ми ги тука. А ако некој ви рече нешто, кажете му дека му се потребни на Господа и веднаш ќе ги прати.
Според мене, тука не станува збор за некое чудо, иако некои луѓе сакаат така да ја представат оваа случка. Еве што се случи. Најверојатно, претходниот пат кога беше во Ерусалим, Господ Исус им кажа на тие ученици дека планира повторно да се врати во градот. Покрај другото, ги замолил ако може да му ја чуваат магарицата и младото магаре, за да ги ползува кога ќе влезе во градот. Неговите неименувани ученици се согласиле за тоа. И затоа сега Исус ги праќа апостолите да му ги донесат магарицата и малото магаре. Токму затоа им кажа на апостолите да кажат дека Господ ги пратил. Стихови 4 и 5. А сето тоа стана за да се исполни кажаното преку пророкот кој вели: Кажете и на ќерката Сионова: Ете, твојот цар доаѓа кај тебе, кроток, качен на магарица со младо магаре. Матеј повторно ни дава до знаење дека и оваа случка е исполнување на пророштво од писмото. Во книга на пророк Захарија, глава 9, стих 9, пишува: Ликувај од радост, ќерко Сионова, извикувај, ќерко Ерусалимска. Ете, царот твој се враќа кај тебе, праведен е и со победоносна сила, кроток, седнат на магаре, рожба на магарица. Во Евангелието според Матеј има неколку делови, односно зборови, кои се изоставени. Например, Матеј не ги цитира зборовите ликувај од радост, ќерко Сионова. Зошто? Затоа што времето за радост ќе дојде при второто, а не при првото Исусово доаѓање. Матеј исто така ги изостава зборовите со победоносна сила. И тој аспект од пророштвото верувам дека ќе се исполни при второто Христово доаѓање и целосното воспоставување на небесното царство. Тоа значи дека при ова влегување во Ерусалим би можеле да кажеме дека имаме делумно исполнување на пророштвото на Захарија. Во тоа време војсководците влегувале во градовите качени на коњи и со тоа ја прославувале својата победа пред народот, а народот ги поздравувал и им пеел песни. За разлика од нив, Господ Исус влегува качен на магаре, животно кое е символ за кротост. Гледајќи го тоа, луѓето требаше да сватат дека тој не влегува во градот со цел да ги порази римјаните. Сепак, за жал, тие не ја разбраа символиката. Стихови 6 до 11. Учениците отидоа и направија така, како што им беше заповедал Исус. Ги дотераа магарицата и младото магаре и ги кладоа одозгора алиштата своји, и тој седна над нив. А мнозина од народот ги постилаа по патот облеките своји, други пак сечеа гранки од дрвјата и ги постилаа по патот. А народот, што врвеше пред него и по него, викаше велејки: Осана на синот Давидов. Благословен е тој што доаѓа во името Господово. Осана на висините. И кога влезе тој во Ерусалим, целиот народ збунето прашуваше: Кој е овој? А народот одговараше: Овој е Исус, пророкот од Назарет Галилејски. Неколку дена подоцна, оваа толпа ќе вика за Исус: Распни го. Стихови 12 и 13. И влезе Исус во храмот Божи и ги истера сите што продаваа и купуваа во храмот. Ги растури масите на менувачите и столовите на оние што продаваа гулаби и им рече: Напишано е: Домот мој нека биде дом за молитва, а вие го направивте како разбойничка пештера. Ова е навистина сериозно обвинување, зарем не? Патем, сега пред крајот на оваа епизода, сакам да ја прокоментирам идејата дека влезот на Исус во Ерусалим беше триумфален влез. Прво, морам да нагласам дека ова не беше единствениот пат кога Господ Исус влезе во градот непосредно пред да биде распнат. Всушност, ако ги земеме во предвид сите извештаи од Евангелијата, ќе добиеме целосна слика за тоа колку пати Исус влезе во Ерусалим. Станува збор за нешто кое се случи 3 пати. Дозволете ми да објаснам што мислам. Првиот ден кога Господ Исус влезе во градот беше сабота. Како што знаете, за евреите саботниот ден е празник. Тој ден
Во храмот немаше луѓе кои менуваа пари и продаваа животни. Во Евангелието според Марко, глава 11, стих 11, читаме дека Господ Исус влезе во храмот во саботниот ден, погледна што има наоколу и потоа заедно со неговите апостоли се врати во Витанија. Значи на првиот ден од неговото влегување во храмот, тој само го посети храмот, а таму немаше луѓе кои тргуваа. Вториот ден, кога Исус влезе во Ерусалим, а и во храмот, беше денот недела, што според еврејскиот календар е првиот ден од неделата. Пред малку го прочитавме извештајот на апостолот Матеј за таа случка. Тој ни вели дека Исус ги преврте нивните маси и ги избрака од храмот, бидејќи таму беа дојдени за да тргуваат. Третиот пат, кога влезе во градот, беше ден понеделник, или според еврејското сметање на деновите, тоа е вториот ден од неделата. Тоа беше денот кога Господ Исус плачеше над Ерусалим, а потоа влезе во храмот каде поучуваше и исцелуваше. Тоа е запишано во Евангелие според Лука, глава 19, стихови 41, 44, 47 и 48. Ми се чини дека на крајот од секој ден кога влегуваше во Ерусалим, Господ Исус се враќаше назад во Витанија за таму да ја помине ноќта. Се разбира, кога го уапсија, тој ја помина ноќта во Ерусалим. Но, да се вратам назад на идејата дека неговиот влез во Ерусалим беше триумфален. Неговиот триумфален влез ќе се случи при второто негово доаѓање. Во писмото се вели дека следниот пат, кога ќе дојде на оваа земја, неговите нозе ќе стапнат на Маслиновата гора. Тоа на некој начин ќе биде неговиот прв контакт со земјата. Тоа негово доаѓање и влегување во Ерусалим ќе биде триумфално. Јас лично не би се осудил да го наречам триумфален влез оној кој се случи пред неговото распнување. Ќе продолжиме со читање на текстот. Слушнете што вели Матеј во стиховите 14 до 17. И дојдоа кај него во храмот слепи и куци, и тој ги излекува, а првосвештениците и книжниците, гледајќи ги чудесните дела што ги направи тој, и слушајќи ги децата како викаат во храмот и велат Осана на Давидовиот син, се разгневија и му рекоа: слушаш ли што велат тие? А Исус им рече: да, зар никогаш не сте читале? Од устата на новороденчињата и од оние што цицаат, ти си приготвил пофалба. И кога ги остави, отиде надвор од градот, во Витанија, каде преноќи. Следниот ден тој се врати назад во градот. Мислам дека тоа е нагласено во Евангелието на доктор Лука. Врз основа на тоа што е запишано во сите Евангелија, можеме да дојдеме до заклучок дека Господ Исус влезе во градот 3 пати. Сите овие настани претходеа на неговото распнување. Следниот пат ќе продолжиме со нашето проучување. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.